Провокациите не се непознат терен за кинескиот BYD, но и без нив компанијата, која до пред деценија две никој не ја сваќаше сериозно, дури и се подсмеваше, успеа да стана сериозен глобален играч во автомобилската индустрија. Затоа и сега со представувањето на пикапот Shark, реакциите на вистинските познавачи на приликите во автоиндустријата се благо кажано воздржани. Во моментов неговите карактеристики воопшто и не се битни. Она што боде очи е дека е представен во Мексико, истовремено кога Америка најави воведување на 100% царина на кинеските електрични возила. BYD има сериозни планови за отворење фабрика таму, што ќе му овозможи елегантно да ги заобиколи американските протекционистички мерки, но производството на овој пикап барем за почетокот ќе биде во Кина. Не е директен конкурент на атрактивните за американците Ford F-150 и Chevrolet Silverado, но секако ќе ги замати сметките. Почива на крута шасија, има брутален дизајн и кабина со 4 врати, а ќе биде понуден само во верзија со едно меѓеоскино растојание. Но она што е најбитно е дека тој не е чисто електрично возило, туку плагин хибрид опремен со 1,5 литарски бензински турбомотор, кој главно работи како генератор за струја за двата погонски електромотори. При повисоки брзини може да се поврзе со погонските тркала и да го движи возилото. Располага со максимални 430 конски сили, а автономијата што ја обезбедуваат литиум железофосфатните батерии се уште не е прецизирана. Не се ни цените, но со голема доза на веројатност може да се предпостави дека ќе се движат од $40,000 нагоре. Се на се, овој пикап е олицетворение на тоа зошто американските производители на автомобили се преплашени од кинеските марки.